Граѓаните и деловната заедница ќе може да постават најбрзо и по најповолни услови фотонапонски електроцентрали за производство на струја. Стапија во сила измените на Законот за градење со кои се поедноставува постапката за нивно поставување на покривите. Преку тој закон даваме уште една подршка за граѓаните да постават фотонапонски електроцентрали на своите објекти, и тоа е од исклучително значење бидејќи не треба да чекаат никакви административни процедури во општинските администрации, односно само да достават своја лична карта и да достават основен проект и имотен лист од својот објект со цел да постават фотонапонски електроцентрали на својот кров и секако правните лица на својот објект. Наскоро се очекува и Министерството за економија да објави повик за субвенции со кои ќе се потикне поставувањето на фотоволтаични централи. Тие спремаат повик со кој што транспарентно и јавно ќе информираат јавноста во однос на прашањето за тоа во кој период, во кој момент ќе биде распишан одреден повик за субвенционирање на ваквиот тип на фотоволтаични електроцентрали на кровови. Она кое што беше работа на Министерството за транспорт и врски, ние го завршивме со законските измени и регионално гледано имаме најдобри и најлесни процедури денеска за поставување на фотоволтаични електроцентрали. Во план е и проширување на опфатот за фотоволтаици на кој веќе се работи во надлежните министерства, а се со цел да се зголеми искористеноста на сонцето како обновлив извор за енергија и заштеда на струја. Според сегашното законско решение, фотонапонски електроцентрали на објектите можат да се постават со јачина до 6 киловати за домаќинствата и до 40 киловати за компаниите.